Општината ќе го решава проблемот со старите и деградирани дрва кои се наоѓаат на тротоарот пред офицерскиот дом. Во момент кога се одвива реконструкцијата на офицерски и неговата пренамена во градска куќа, локалните власти имаат намера да ги отстранат дрвјата кои представуваат сериозна закана по безбедноста на минувачите. Градоначалникот Шадиев вели дека дел од овие дрва веќе имаат предизвикано и подигнување на тротоарот, што може да предизвика и низа други проблеми. Може и сами да приметите дека неколку од дрвата веќе го нарушуваат и ја нарушуваат и стабилноста на подземната инсталација, се излезени и од на тротоарот, околината на тротоарот е нарушена, смален е пешачкиот проток на граѓаните и ние мора тука да санираме. Мораме хитно да интервенираме од тој сегмент. Меѓутоа исто така, ако приметите на таа лева страна, популарно речено тротоарот, дека имаме места кај што сме имале дрвца и дрвја кај што сме имали, сега нема ништо таму. Сепак, Чадиев вели дека општината ќе го има во предвид еколошкиот момент, но и убавата слика на овој дел од градот. Токму затоа предвидено е да се набават нови дрва кои ќе бидат засадени на овој потек. Оние кои се во добра состојба ќе си останат, но сите други неминовно е да бидат заменети со други, вели градоначалникот. Пред да почнеме да правиме санација на тој дел од тротоарот, или мора тој тротоар да биде реконструиран, буквално од аптеката па се догоре до над театарот, ќе исто така ни е у план да нарачаме израснати дрвја веќе. Значи не да ги чекаме повторно да растат, него израснати дрвја. Малку е таа поскапа интервенција. Ќе видиме ние согласно буџетот за зеленило и ќе isfinansirаме да се направи еден добар дрварет. И повозрастни дрвца потешно ги кршат, ги оштетуваат или ги одзимаат и побрзо ќе развија својата крошна. Значи, за секоја променето дрво, општина Велес ќе насади 3 нови. Последното невреме во Велес предизвика откорнување на гранките од дел од овие дрва, кои за среќа не предизвикаа поголема штета.